Добар ден, јас сум Игор Скепаровски, роден на 23.6.2004 во Битола. Израснат сум низ Ресенската чаршија, каде што до моите 7 години живеев во зградата над сегашниот кафич Сквер, во центарот на градот, односно центарот на чаршијата. Таму живеев се до моите 7 години, тогаш се преселив на друга локација во Ресен, каде што живеам и ден денеска. Израснат сум на улица, заедно со топката во моите нозе. Растев низ чаршијата, низ градот, по игралиштата, каде што мојот татко секој ден за рака ме носеше низ нашите игралишта. Тука во Ресен се сеќавам баш на игралиштето во основното училиште Гоце Делчев, каде што имаше доста деца кои играа фудбал, спортуваа, играат други спортови, и тоа се баш едни убави сеќавања кои ми имаат останато. Фудбал почнав да тренирам кога имав 8 години во фудбалската школа Тотал фудбал од Ресен. На првиот тренинг се сеќавам ме однесе мојот татко, и таму мои први тренери во школата беа Нико Пластиновски, Джими Геровски, Пеце Талевски. Поздрав до сите нив. Фудбалот беше моја најголема желба, најголема страст. Уште од како мал тренирав, бев редовен на тренинг во школата, не пропуштав тренинзи, бев редовен на утакмици, но исто така играв и многу, така да го наречам, малски или уличен фудбал. Во мојата мала Ленинова, каде што со моите другари, кои бевме таму, сите си знаат добро кој се, поминувавме едно многу убаво време и на вистина тоа се едни многу убави и добри сеќавања. Во Тотал фудбал тренирав се до моите 15 години, кога потоа преминав во фудбалскиот клуб Преспа од Ресен. Мал фудбал, односно футсал, почнав да играм кога имав 16 години во футсал клубот Енхалон од Струга. Во тој клуб настапуваа неколку наши ресенчани, а тренер им беше професорот Менде Карапалевски, кој воедно мене ми беше и професор по физичко. Голем поздрав до професорот, кој е вистински професионалец и еден од најдобрите футсал тренери кај нас во Македонија. Се сеќаваме повика на голем одмор и ме праша дали сакам да настапувам за Енхалон од Струга. Се двоумев искрено, не знаев дали да прифатам, дали да не прифатам, заради тоа што не знаев многу за футсалот, но сепак се одлучив и прифатив да играм за Енхалон и да почнам да играм футсал. Луѓето кои го водеа клубот, Аџо Моме и Садик од Струга, ми дадоа голема подршка. Со само 16 години тие веруваа во мене, ми даваа шанса да настапувам за клубот во прва лига и во втора лига. Настапував неколку сезони во прва лига, неколку сезони во втора лига. Заедно со професорот Менде, тој како тренер, како професор, јас како капитен на екипата, заедно успеавме да освоиме 4-то место на гимназијадата во футсал во 2022 година на државно првенство, на државно ниво. Бевме 4-ти во Македонија, го представувавме гордо нашето школо. Мислам дека тоа е еден успех и за мене, и за професорот, и за целата гимназија во која што учев. На 18 години преминав во фудбалскиот клуб Пелистер од Битола, каде што играв една полусезона во голем фудбал. Сакам да искористам оваа прилика да го поздравам човекот кој ме однесе во Пелистер, кој ми помогна, Николче Петревски, еден голем поздрав до него, вистински пред се професионалец и вистинска личност. Во меѓувреме добив повик од селекторот на репрезентацијата на Македонија до 19 години во футсал, господинот Зоран Лекич. Сакам да го поздравам, голем поздрав до него и благодарност за шансата и довербата која што ми ја даде. Се сеќавам, првиот собир ни беше во Дојран, каде што имаше околу, да кажам, 30, а можеби и повеќе дечина. Собирот беше за предквалификацијски циклус за Европско првенство. На тој собир бев само јас од Ресен, од футсал клубот Енхалон, и сум горд што успеав да стигнам во
тој скратен список, така да го наречам список за надпревари на селекторот од 14 играчи, и не само тоа, туку да успеам и да бидам дел од стартниот тим, односно од стартната петорка на македонската репрезентација. Со репрезентацијата одигравме два надпревари, два квалификацијски надпревари против Германија и против Косово. Со Германија изигравме 3-3, со Косово за жал загубивме 6-3, но сепак чувството да се игра за Македонија и да се носи дресот е навистина одлично и да се представува својата држава, својата татковина е вистинска чест и привилегија. После повикот од репрезентацијата добивам понуда од футсал клубот Железарец од Скопје, кој воедно можам да кажам дека е и најдобриот футсал клуб во историјата на Македонија. Ми беше вистинска чест и привилегија да настапувам за клубот. Голем поздрав до човекот кој ме повика во клубот, Маријан Цветковски Мац. Благодарност за довербата и шансата која што ми ја даде. Во Железарец бев одлично примен од сите дечки, беа сите прекрасни, навистина пред се другари, научив многу од нив, научив многу работи. Да го поздравам и тренерот Владимир Петрушевски и тогашниот председател на клубот Димитар Павловски. Во Скопје исто така играв и голем фудбал во фудбалскиот клуб Илинден, каде што тренер ми беше една прекрасна личност и одличен тренер Сашо Рајатовски. После Железарец Илинден од Скопје се враќам тука кај нас во Ресен, за да му помогнам на нашиот клуб Преспа, кој беше есенски шампион, да остане на тоа прво место и да обезбеди бараж за втора лига. Успеавме да ја освоиме лигата, бевме шампиони, во трета лига во баражот немавме среќа и загубивме. Но потоа се случија некои работи, така да кажам, не посака среќата и Преспа стана второ лигаш, односно Преспа е таму каде што е местото во втора лига. Мене ми беше огромна желба да играм за Преспа, да настапувам во втора лига за Преспа. Тренирав со екипата, се спремав многу индивидуално, но се случија некои недоразбирања помеѓу мене и управата и со тоа решив да не играм за Преспа, односно повеќе да не играм голем фудбал. Но сепак на Преспа му посакувам многу успех и среќа во втора лига и се надевам дека ќе успеат во нивната цел, така да ја наречам нивната мисија, и дека ќе обезбедат опстанок и дека ние ресенчани повторно в година од наесен здравие ќе гледаме второлигашки фудбал тука во Ресен. Моментално настапувам за футсал клубот Конзули од Битола, каде што сум навистина одлично прифатен од сите играчи, дечките се одлични, ме прифатија одлично. Голем поздрав до сите нив, поздрав до мојот сегашен тренер таму Јовче Алексовски и поздрав до председателот на клубот Златко Ралевски. Па мојот најголем мотив да работам и да успевам во фудбалот секако е моето семејство, мојата мајка, мојот татко и мојот брат. Тие се навистина моја голема поддршка, ме поддржуваат, но мојот татко, значи можам слободно да кажам дека тој е мојот херој, тој е човекот кој најмногу ме поддржува, човекот кој ми давал поддршка кога ми било најтешко, кога сум поминувал низ многу тешки моменти во животот, кога сум имал повреди, кога сум сакал да се откажам од фудбалот, тој бил тука до мене, ме мотивирал и ме направил да, слободно можам да кажам, ме направил да сум тоа што сум денеска и да продолжам да се градам и себе си и како личност и како спортист. Голем поздрав до мојот татко, до моето семејство и до сите мои роднини. Кога сум тука кај поддршката, сакам да ги спомнам и моите другари, да не ги набројувам, затоа што навистина се многу. Сакам да ги поздравам сите кои ми давале поддршка, си знаат самите кои се. Голем поздрав до сите нив. Ова спортот кај нас во Ресен и Преспа, мислам дека во последните неколку години има некој напредок, но мислам дека има уште многу простор да се напредува во спортот и да се вложува во спортот. Мислам дека ни фали, така да го наречам, тој малски или уличен спорт. По нашите игралишта гледаме дека низ Ресен има се помалку и помалку деца кои играат, кои спортуваат во летниот период.
Мислам дека треба тоа ние сите заедно да ги смениме, односно да ги насочиме децата да спортуваат, а не да бидат пред телефоните или компјутерите. Зборувам за децата кои се во раните години на детството, кои се во основните училишта и секако за средношколците. Мислам дека и тука кај нас во Ресен ни фали еден футсал клуб во кој ќе настапуваат наши деца, ресенски деца, кои сигурен сум дека ги има, дека можат да играат и дека треба и тој спорт да биде застапен кај нас во Ресен. Гледаме со надпреварите во втора лига, кај нас има најмногу публика на стадионот кога има фудбал, гледаме кога има ракоме дека има доста публика, кога е летниот турнир во мал фудбал има доста публика, салата е полна и со тоа гледаме и знаеме дека ресенчани преспани го сакаат спортот, односно треба да вложиме повеќе, да се трудиме повеќе, бидејќи преку спортот се станува пред се вистинска личност со вистински вредности. Спортот те учи не само за самата суштина за спортот, туку те учи и на култура, на начин на живот, на воспитување и многу други позитивности има секој спорт, без разлика дали е фудбал, футсал, кошарка и така натаму. Ресен и Преспа секогаш давале добри таленти, тоа ни го кажуваат и самите примери, значи имаме доста играчи, имаме доста добри талентирани играчи кои играат во клубови тука во Македонија и надвор од нашата држава. Ги имаме доста во ракометот, имаме доста наши деца кои играат во добри, во одлични клубови, можам да кажам тука кај нас во Македонија, и имаме играчи кои играат исто така и во странство. Имаме и млади фудбалски таленти, деца кои играат наши ресенчани во клубови во Скопје и низ другите градови низ Македонија. Имаме исто така и неколку играчи кои играат во странство и со нив треба сите ние да се гордееме, да бидеме горди на нив и јас лично се надевам дека сите тие еден ден ќе успеат и ќе имаат големи кариери. Кога сум кај спортот, да не го заборавам и боречкиот спорт, односно имаме и боречки спортови, џудото. Во џудото имаме одлични резултати, дечките даваат одлични резултати на сите надпревари, клубот го водат одлични тренери и сето тоа што го кажав, мислам дека треба да биде поттик за нас, ресенчани, преспани, да вложуваме повеќе во спортот, да работиме за спортот, бидејќи Ресен и Преспа заслужуваат многу поубав и подобар спорт. Мислам дека кај нас од година треба да има и футсал клуб и се надевам дека в година сите заедно ќе гледаме футсал надпревари тука кај нас во Ресен. Мојата единствена цел за воиднина е да се фокусирам на малиот фудбал, односно на футсалот, да работам напорно, да тренирам и да играм во што подобар клуб. Мојата цел е да најдам подобар клуб тука во Македонија, а и надвор во странство. Желба ми е да заиграм во странство за некој клуб надвор од нашата држава. Се надевам во тоа, ќе ми помогне и моето двојно државјанство, тоа што поседувам и хрватски пасош, кој е пасош од Европската унија. Мислам дека со тоа би можел полесно да стигнам до некој клуб низ Европа и да играм таму. Огромна желба ми е повторно да настапувам за македонската репрезентација, односно повторно да го облечам македонскиот дрес и се надевам дека еден ден повторно ќе можам да го носам дресот на Македонија. Ми беше чест и задоволство што присуствував и голема благодарност до Преспа ТВ.